Почитувани гледачи, добро вечер му посакувам на третиот гостин за вечерва од партијата Левица. Тој е господинот Ристовски Дарко, кој е кандидат за градоначалник на општина Карпош. Аеродром Точно. Карпош, Ѓорче Петров. Да. И морам да признам дека кандидатите од Левица прилично елоквентни, добро се снаоѓаат. Интересно е, па и нови ликови се сретнуваш и така натаму и така натаму. Јас се извинувам, непознат сте и вие за мене и за пошироката, малце сиви, што сте, кој сте, од кај сте, што се занимавате? Да, може на пошироката јавност не сум познат и веројатно не сум. Добро. Во општината Карпош, па и не е дека не сум познат. Сепак генерацијски сме во Карпош, од дедо ми, после земјотресот, иако он се доселил од центар во Тафталиџа. Татко ми, јас, сега со моето семејство и моите 3 деца и жена. Роден тука, во Карпош, целото образование, освен факултетот природно-математички. Целиот живот творам там. Информатичар, дипломиран информатичар на природно-математички факултет, институција информатика. Во IT сум 20 години, па од 18 години работам за да допринесам за скромниот семеен буџет. Режија, ајде да останеме уште пола сат? Да. Не, за IT-во, знаеш како би ти улетел тука одма под кожа. Знам дека си Да. љубител на технологијата. Па ја мислам дека сум и пионерот во новинарство кој Знам, вовел и Google Earth и Skype. Знам како си ги представувал работите и како си сакал интерактивни да ти бидат емисии. Знаеш ли колку ми се смеја заради Skype-от, што е тоа интервју по Со Skype. Skype, па А сега гледај. револуционерно, а сега е све. Zoom, Webex, Teams, Skype. А само интуитивно, ја не сум нешто попаметен, него ги следиш онака од интерес. Ако имаш љубов, ќе Да. сватиш технологијата. Кога се занимаваш со ова, со што конкретно се занимаваш? На какви професор си на IT, работиш во Јас приватна бев фирма? професор доста време на тие напредни технологии во делот на компјутерски мрежи и оперативни системи, конкретно Microsoft технологиите. Тоа малце ми дојде многу, се изгоре. Администратор? Систем администратор сум во моментов, да. Чекај, систем администратор нема у Македонија, сите си отидоа кој у Барселона, Јас Лондон, останав. Париз. Да. А имав шанси да си отидам. И таму се сами платите со од 5 до семејството. 15.000 евра месечно. Па, сигурно. Посебно тоа што го работам. Еве, прекрасен тим сме во Комерцијална банка, еве веќе 2 години. Ја одржуваме банката и мислам дека сме најдобри. Имаме сериозна технологија која што ја работиме. И тоа е еден дел нели од моето CV. Така. Одлично. Баш ми е мило. 3 Тоа деца, е нешто, 3 деца. IT, администратор, спортист, системски. планинар, активист, го сакам водно. Браво. Го спасувавме со градоначалникот, кандидатот Андреј Јанков на Левица центар. Возам мотор, одам со велосипед на работа. Што возиш мотор? Yamaha Bulldog 1100. Имав претходно друг. Тоа е Член си остатко ми некој останета. клуб? Не, од овие? не. Влеговте во партија, зошто во Левица? Да, тоа ме прашуваат. Луѓето се зачудија малце, ама викам сега дојдоа избори, сега е време. Јас во Левица не сум од вчера. Со сите во Левица се знам подолго време, веќе 4 години. Јас ја препознав опцијата, ги препознав идеалите, се најдовме сите таму и веќе работиме 3 години. И го развиваме локалниот огранок Карпош. Јас делувам со мојата екипа таму и со носителот на листата. Сега и сите ја окрупнуваме канцеларијата и сите сме големи ентузијасти. И веруваме во иднината. И затоа останав тука. Тоа што викаш, сум имал шанси да одам било каде да го работам тоа што го работам, јас останав овдека. Значи, не е само да те влечат парите, него те влече и нешто сакаш повеќе Јанко, да го правиш. ме прашуваат луѓето што ти треба ова. Ова е чист алтруизам, чист идеал. Јас сакам да помогнам на општината. Јас и знам како изгледал Карпош во 80-тите. Не сум толку стар, па не сум ни млад. 42 години. Јас со 82 години почнав да учам училиште. Се рачна од она златното време 80-90. Да, од сите убави времиња и со излегувањата и со дружењата и клупите на ванила и гитари и бендови и све.
Јас си сакам да си ја вратам општината каде што е местото каде што беше. Карпош била водилка некоја на урбаниот живот во градот. Па Дали е мислам тоа дека и музика првата или вака? урбана современа населба Да, на Скопје, затоа што беше Карпош. правена по план, после 65-та. Така. Да не расправаме за историјата, знаеме како Карпош се градеше и какви се улици, да живам во една таква прекрасна населба во Тафталиџе. Не планирам за ниедни пари да ја напуштам населбата. Сега да почнеме со проблемите. Да, што детектираш? Освен што, нели, во Тафталиџе е забрането да се слуша било која друга музика освен фанки. Фанк, така. Да, фанкери од Тафталиџе. Да, точно. Види, ја можам да разговарам за програмата која што е обемна, голема и е многу уникатна и е различна од сите. Меѓутоа ќе се задржам на главните Те молам проблеми. повели да не ти поставувам под прашање. Да, точно. На Карпош му се заканува последните веќе, сигурно повеќе од 15 години, сериозна девастација, неправилна урбанизација, бетонизација ние ја викаме и во нашата програма и цело време пробуваме тоа да го потенцираме. Карпош се гуши од внатре, се развива неправилно, наместо да се развива, например, према север. Ние само градиме, односно се градат нови згради, се продава државно земјиште за приватни интереси, за некој квадрат повеќе, за некој дрво помалку. И луѓето кои што доаѓаат во Карпош, веројатно и се населуваат, мислат дека ќе живеат во тој некој Карпош убав од бајките, меѓутоа се сочуваат со сериозни проблеми. Па одеднашка нема паркинг, па одеднашка нема дрва, нема парк. Училиштата стана преполни. Еве, конкретно, јас завршив во Јана Москоменски култно училиште во Скопје. Па мислам дека до средина на 2000-те немаше повеќе од 2 оделенија. Оваа година првпат запишаа 4 или 5. Тоа е сериозна бројка на ученици. Не само што е сериозна, него бројка која радува затоа што Македонија Тоа во е бела супер. смрт. Ама знаете што, ја мислам дека не е до природниот прираст. Туку е До неприродно миграцијата од надвор во Скопје. Разбирам. Не, ако зборуваме за природен прираст, јас сум пример со Така. моето семејство. Така. Еве да видиме, вие мислам имате 3 Три деца, исто, така? Така е. Колку имаат 3 деца? Малку, веројатно, така? Скоро, да. Да. И да се вратиме на други работи. Значи, конкретно... Што мислите тоа дека предизвикува како проблем? Зошто е тоа проблем што има премногу деца и паралелки? Како тоа сметате дека е проблем и како се одразува? Се одразува во квалитетот на наставата, пред се. Не може да има квалитет на настава со 35 ученици. Во клас, така. Не може да има. Значи, Апсолутно. јас сепак и повикот ми бил и едукаторски и педагошки, тој сум го работел. Внимание со повеќе од 20 ученици нема шанси. Изборим на академско ниво. Потполно се согласувам. Да. Продолжете за програмата. За бетонизацијата нема да застанам, видете, Како и решението. Или и решенијата, значи Да. изложите проблем и кажете Ете како така. сметате да го решите. Ние ова го дискутираме и го разглаваме во локалниот огран од долго време. Едноставно мора да се направи ревизија на дуповите. Видете, дуповите се конкретен проблем кој што се проликува со сите претходни градоначалници, значи од Стефчо Екимовски преку Стефчо Екимовски 2,5 мандата, Стефан Богоев ги продолжи тие непопуларни пракси на буткање на дупови, продажба на земјиште, изградба огромна, а при тоа не се пази на ништо. Ни на дали ќе има паркинг, ни дали ќе бидат преполни улиците и се нудат некои медиокритетни полурешенија на некои мали еднонасочни улички. Значи тоа не се решенија. Ние мораме да застанеме и правилно да ја развиваме овакво општината, ама во друг правец. Не е дека ние сме против изградба, меѓутоа тоа треба да биде умерено и правилно. Тоа е во делот за урбанизацијата. Друга работа е како да се одржува општината и како до одржлив развој. Едноставно, општината има премногу непродуктивни
трошоци. Јас го анализирав ова е буџетот. интересно. Да. Ја го анализирав буџетот и буџетот не го анализирам сам, пошто и не сум ни Баш ме интересира што сте анализирале. Бизони, пијачки или не знам има што. и тоа, има Се и шегувам. списанија кои што се непродуктивни, односно се само како некој маркетинг на луѓето кои Политички, што се на така. власт. Да, сме направиле улици, сме асфалтирале прашка, или на пример имаше еден интересен пример. Ние ја асфалтиравме улица Прашка, а таа е не знам 5000 квадрата. Кажи дека улицата е 100 метри, а ти си асфалтирал. Тоа ти е тебе работа. Тоа не ти е исто како јас да кажам денеска сториджот го преконфигурирав или правев на миграција на 3 сервери. Тоа ми е работа мене. Така. За тој одржлив развој да се вратам, непродуктивните трошоци се големи. Јас ти викам ги читав тие PDF-и, огромни се. Зашто све се троши таму? Мислам дека се и намерно она како ситните букви Преситни во документи преситни за да ги пренебегнеш, а преку тоа многу детектираме девијации се таму, прават. детектираме таму многу неправилности. Да не идам во детали да ги замараме луѓето, мене конкретни работи сакам да кажам. Кажете, слободно. Едноставно тие непродуктивни трошоци се само повеќе пари за бизниси кои што се поврзани со актуелната власт. Тоа е тоа. Криминал? Па треба некој да го детектира, тоа се обвинителствата се, ние можеме само да предочиме. Ова се А случува. ќе предочите? Апсолутно, сегаш кога ќе имаме докази. Ние наоѓаме лево и десно докази, меѓутоа не сме во имаме еден советник во општината, тоа е Бранко Ристов, од минатиот изборен циклус, меѓутоа он е еден. А праксите на носење на непопуларни решенија и конкретно за дуповите, двете најголеми партии си ги носат заедно, секогаш, без исклучок. Ако претходниот градоначалник планирал нешто, овие продолжуваат со истата пракса. И тоа едноставно не застанало. Овака има нешто порадикално во овој момент, например, ми стигаат некои податоци во врска со некакви купопродажби за некои си бивши или сегашни големи бизнисмени на винари, што ти ја знам, ке прават згради кај Борис Трајковски, некакви улици. Тоа се многу атрактивни плацови, многу атрактивни теми. Ние пробуваме да спречиме продажба на државно земјиште. И тоа сега се случува пред избори? Се случува, да, ете и кај бензинската позади Румунска, кај Карпош, неќе отидено земјиште, ни пробувам да го спасиме делот кај што со години ветуваат да направат парк од покрај Вардар, од Карпош 4 преку улица до спортски центар Борис Трајковски. А ние гледаме само тука згради, планови и за ќе згради. се градат. И Се ќе се додека ние не дојдеме, ние, луѓе, левица, јас, градоначалник, советот, не дојдеме таму внатре во општината и да направиме едно реструктурирање. Зошто мислите дека вие би биле поотпорни на тие притисоци од оние со бизнис интереси кога големите партии не одолеале на такво нешто? Затоа што тоа им била единствена водилка во животот. Немале они, видите, непопуларно е тоа така да се кажува, меѓутоа никој од нив, ја не сум запознал од тие политичари што работеле во реалниот сектор, што стварно си ги заработиле парите и знаат колку е тешко да се заработат тие пари. Знам јас од кај доаѓам, знам јас како се рекламирам сега пред гласачите. Јас немам политички, ниту бизнис багаж, ниту афери, ништо. Јас сум чист, алтруист, човекољубец, си ја сакам општината, тоа треба да го препознаат гласачите и граѓаните на Карпош. Ме знаат, многу од нив, се надевам понатаму повеќе ќе не запознаат. Едноставно, тие се побудите, чисти. Тоа можеме да ветиме, меници не можеме да подпишеме. Што друго во вашата програма им предочувате на граѓаните на општина Карпош? Вака, значи, сите конкретно проблеми со кои што се соочува општината, и тоа кажа делот за непродуктивните трошоци, мораме да имаме функционална администрација. Општината има многу вработени и јас никогаш не би се однесувал реваншистички кон никој. Јас сметам дека во секој човек има потенцијал да извади максимум од себе. Верувам дека
можат да дадат административците многу повеќе од тоа што сега го даваат. Ќе најдеме начин да најдеме точно да лоцираме каде се проблемите и кој што како може да допринесе. Конкретно, јас тоа што го работам информатичката технологија е нешто што планирам да го воведам во општината. Се А тоа би било нонсенс, човек од ваш калибар да не направи сајбер општина. И посебно во денешно време, каде што на вистина не е скапо и е одржливо и сервисирањето на таквите услуги воопшто не е скапо. И ќе заштити. Па да се услугите на Па да се креираат тие целата дигитална платформа и тоа што се планира да се направи сите дигитални услуги, сето тоа да иде, нели, дигитално, вистински дигитално и граѓаните да нема потреба да воопшто стапне во општината. Тоа е нешто што планираме да го направиме. И пријавувањето на проблемите, ќе си сликнеш, ќе си пратиш, ќе реагира службата. Воопшто да не доаѓа. Па не треба. Ќе викнам еден непартиски човек овдека многу брзо, токму заради овие работи кој ми кажуваше, не ќе ви дам плюс, ќе преминеме преку ова, ама доста е интересно затоа што и вашите колеги го детектираат. Воопшто левица гледам го детектира овој проблем со администрацијата во општините и мотивацијата на луѓето. Велат, имав гостин кој сосема накратко бил во странство во Ирска и како дел од група каде што требале да учат да видат како таму работат општините во општинска зграда. Значи во општинската зграда не знаеш кој работи, не можеш да го видиш, нема шалтер. Имаш само поднесуваш документи и си доаѓаш у поштата и стигаат документите и пријатно. Администрацијата си ја работи без ти да идеш со било кого, ај контакт, доаѓање таму, све има таква нешто, а денеска е нонсенс. Сите плаќања, јас сум убеден дека у твојот телефон сите плаќања за сите ја не носам кеш. Дека се што правиш го вршиш преку мобилен телефон. Значи ја не сум влегол, пазите, работам во банка. Значи треба да ги охрабриме прво пензионерите да им се помогне во едукацијата. Во едукацијата. Може ли општината такво нешто да им Да, како не, тоа се програми кои што може да се спроведат лесно. И фондовите, дали е тоа ИПАР, дали е Светска банка или било кои други фондови, може да се искористат, а не се искористени во општината, во општинската администрација постои цел сектор кој што се занимава со проекти и со грантови и со ЕУ проекти и со фондови. И може апсолутно да се користат тие пари, само треба да се напише сериозен проект. А луѓе не знаат ИПАР фондови како да ги измакнат. Не знаат да напишат. На централно ниво, па не повеќе. Се прават некои обуки. Јас конкретно и во претходните компании кои што работев на проекти кои што беа финансирани од европски банки, од ЕУ. Сложена процедура е, да не се лаже. Сложена, не знам како изгледа да се напише тоа. Јас од техничкиот дел сум ги пишал техничките решенија за многу проекти, не сакам ни да зборувам се и не смеам. Тоа биле комплексни убави проекти. Друго ми беше мотивот што го кажа. Јас имам живеено во Америка 2002, па после се вратив, работев во крајни во Словенија, па потоа патував Виена, Сименс. Имам доста патувани и ги видов општините како функционираат. Амстердам, Париз, Лондон, секаде. После застанав помалку патував од 2010. Можеш ли ти искуство да ги пренесеш во општина? Реално ли? Има работи, ако можело да функционира 2002, тоа што го гледа во Њујорк, може сега да функционира 2022 во Македонија сигурно. А да не зборам и за други работи. Многу е ова оптимистички и утешително од ваша страна. Види сега, зашто останав? Затоа што сум оптимист. Нема друго. Оптимизмот не тера понатаму, сакам деца да живеат во нормална општина. Да предат улица без да се грижат дека ќе ги собере некоја кола, така? А ги собираат уште коли? За жал. Јас со страв живеам. Јас со страв живеам и треба да предат две улици. Јас знам како брат ми од 6 години идел сам во училиште. Сега тоа е невозможно.
Нема зелен бран, нема организација, службите И него... ингеренциите плюс на општината и се многу намалени. Дел од сообраќајниците, поголемиот дел, главните се под градот. Тоа е една шизофренија која ја живее градов. Не, Ние не. имаме, немаме еден градоначалник. Вие вечерва имаме 6 општини, 7, 8, колку 10 општини, ама го општината не е оваа улица, не е твоја, ова е Да. градоначалник. Теодосија Голганов и Ола Рибар е под градот. Партизанска е под градот. И Линденска е под градот. И споредните, Московска, Париска, не знам да не ги кажам, под градот. Октомвриска револуција или како се... И он ќе ти направи, ако не си Не можеш да правиш работи таму. Или Кеот. Кеот бил на градот. Не, Кеот од Хром до спортски центар Борис Трајковски, Карпош ке го уредува. И таму имаме програмата и за Кеот. Кеот е прекрасно место кое што не се одржува. Девастирано е комплетно. Нема осветлување, патеката е уништена, нема корпи за отпадоци, нема јавен тоалет, не се коси тревата и да не кажуваме ќе има еден куп работи што се детектирани и цело време ги потенцираме. Со години активни сме на Facebook и само Овој период кампањава бевте меѓу граѓаните, митинзи, Почнуваме. не знам, почнувате. Почнуваме, да. Каков ти е фидбекот? Како ги осеќаш граѓаните? Оние што те знаат на страна, оние што не те знаат, прв пат што ги сретнуваш и ти. Кога Левица ми предложи да се кандидирам, детектира во мене човек кој што ти си тој за Карпош. Ти си тој фраер, шизик, што има можеш да можност направиш, да да. направи нешто. Извини да сега вака да го кажам, ама... Ако, не, Да. окей. И ми требаше време да размислам малце. Тоа е пред неколку месеци. И ги пратиме ретинзите и го гледаме незадоволството на народот. Огромно е незадоволството од претходните власти. Од што е се најнезадоволни? Еве, услугите од општината ги детектиравме и тоа го кажавте и Се зборува предложивте за една некоја- уопште Да. убава работа дека со компјутеризација луѓето ќе можат, што се вика, на мејл да се ги добиваат сите потреби она што Тоа е треба да го најмал проблем. Тоа е најмал Најмал проблем. проблем. Прво Што друго? довербата да се врати во општинската администрација. Треба да се Како? врати довербата. Со насмевка кога ќе доеш таму. Тоа е пред се. Еве на пример, знаете дека со откупот на земјиштето под куќите каде што живееме на Добро. времето. Така? По едно Крај на евро. 90 како беше? Јас имам предмет кој што ми е испратен во Неготино. 11 години седи таму. 11 години ми е нерешен предметот. Обично откуп на земјиште доле. И седи таму. Општината не го решава, не можеле, имале многу предмети и тоа е 11 години е во Неготино. На друг мој во Крушево, на трет во Брод. Демек администрацијата таму имала помалце работа. А За чекај, такви работи. Збориш за откуп на земјиште овдека во општина Карпош, Да. а преместено е таму, помалце работа имало за да они го и 11 години не можат и 11 они години. од што имаат. Да. Не ги знаете тие, не имаше Не, на, прв пат на слушам нова ја. телевизија, да. Јас сум Најбанална работа, нели? Куќата ова, земјиштето 300 квадрата, под куќата, нели? Не, Се тоа го откупува, знам, знаете дека. јас сум непријатно изненадан од овој Да, факт кој ми е 11 години, непознат. ја не можам ни да ги добијам во Неготино, да си го вратам предметот, не па друго, а спремен све. Поднесен елаборат, со CD, со премери геодетски. Пред 11 години, значи јас имав 31, а се имам 42. Тоа е еден од проблемите. Не се функционира нервирам, не администрација. функционира. Значи не може тие 200 плюс 300 плюс вработени може да ги сработат тие предмети. Ке ми кажува тоа било на Министерство за финансии, проблеми, што ја знам. Не, тоа е општински проблем. Друга работа. Си извино, нема. тоа вие лично има уште вакви Многу предмети. Многу не се, предмет многу, Карпош? Многу. Не Карпош, било кое што се пробува да се го откупи земјиштето. Многу. Имаше стори на телевизија исто во Неготино се погоди на Госпоја на канал 5 мислам дека беше. Така. Сторија и ја реши. Знам дека сме со време кратки. Не. Друга работа е не интересна. покажувам времето, имав овакво. За вас, бидејќи се зазборевме и за нешто, ќе ви дадам и минути плюс. И плюс од моите микрофонот што падна. И микрофонот што падна, стресот што ви го предизвикав. Мојве ќе имаат разбирање, ќе отидеме и понатаму.
Доста сте интересни. Би сакал да чуем уште дел од вашата програма. Има многу за програмата, еве ќе се задржам и на поинтересен аспект, да биде по-неформално. Например, јас кога растев во општината имаше младински собиралишта, така наречени домчини. Домови на култура. Во секоја местна заедница, во Тапталиџе 1, во Тапталиџе 2. Имаше играорна, имаше учење на инструменти, хор, сегде сум идел. Народна техника, кој што е факултет за туризам, нели, каши лептокарија. Ништо од тоа го нема. Значи, Карпош од културни настани има едно така културно лето, што го викаат. И тоа е настан кој што се случува летно време и толку. Толку е од културните настани во општината. Нема ништо што општината што организирала, а и да произлезе од самите луѓе и од талентите кои што се во општината. Тоа е делот за Да културата. почнеме од Владко Стефановски, па натаму. Па, тој не е комшија на Мексичка, мислам, Да. го знаеме човек, кој не го знае. Нема, децата не знаат да свират на инструменти, не се социализираат, немаат никакви активности. Дека можете да создадете такви услови дека би имало интерес? Да, прво и во училиштата, ќе си бидат опремени. Немаат више ни училница сериозна за музика, например. Нема такво нешто. Јас имам во мое време, веќе нема. Карпош треба да има... Значи тоа го враќате? Па да, ќе се обидеме, нормално стои во програмата да си се врати. То не е некоја огромна скапа инвестиција. Инструменти се опрашање. И има кадар, има. Ако Македонија нема музичари, не знам кој има, мислам. Или професори по музика? И професори, теоретичари, и баш и музичари. Културен центар, младински културен центар, не е еден само МКЦ на Скопје, треба секоја општина да си има. Сепак голема е Карпош. Треба да си има свој младински културен центар. Исто, јас сум спортист околу делот на спортот. На лошо ниво е. Лошо, јас се извинувам. Ја Па со да, години изгледа сум гледам преовако. она тешка драма со многу емотивни настапи за Партизан салата, така. која ќе ја Тоа ми реновира, беше, а тачно. која клинец не е ставен. Нема Пошто да ти гледам. поставам прашање тебе, пошто ти е јасно. Кој, колку пати вети дека Партизан ќе го реши? Јас имам влезено, откако е девастиран како што е, неколку пати. Сега бев пак пред некоја недела. Сите претходно ветува дека ќе го решат. Прво имаше проблем, бил под градот, па го вративме под градот, па се направи физибилити студија дали е одржливо да се прави, и еве го, стои. Имаат сите во програмите имаат ветување дека Партизан ќе се направи. Јас таму гимнастика сум вежбал, сите вежбале нешто у Партизан. Кој играл пинг-понг, кој боречки вештини и така дали. Партизан ќе го вратиме. Тоа не е голема работа. Мислам, стварно не е сериозно. Проекте, ама се прави. Ако не можеле за 4 години да го направат, па не знам што правеле до сега. Ке речат, ама има други проблеми. Има. Меѓутоа, покрај тоа, и Партизан ќе се направи, и ќе се направи и атлетска патека како треба ќе се направи, и во училиштата ќе се ревитализираат сите терени кои што сега се даваат под концесии генерално, дали е тениско игралиште, дали балони се стават, не, тоа не функционира. Ја во Америка видов како функционира спортот. Секој училиште, основно и средно, има сериозна екипа и сериозна посетеност на надпревари. Дали фудбал, кошарка, се едно. Тоа е основата Треба да на се врвниот спорт. Затоа се И на најдобри у свет, духот, на олимпијади и на секаде, од таму ама почнува почнува све. од средните училишта и од основните Од таму училишта. почнува. Моите деца одат на атлетика и се многу добри. Големата е многу добра спринтерка, она си се пронајде во спринтот. Ама ја морам да одвојувам од моето време 4 пати нелно да ја носам да го прави тоа. Стварно е напорно и тоа. Да ја носам на стадион, да ја носам на трим патека, Кај да колешка? вежба. Кај колешката? Не, Весна е маратонец. Весна е Да, маратонец, он е добро. во атлетски клуб Центар, Добро. Дарија моја. И сака да го прави тоа, меѓутоа, ја мислам дека тоа треба да го прави и каде што живееме, во општината, во Карпош. А не да ја носам во центар и на стадион. Не се тоа проблеми кои што може да се надминат и да се врати спортот во Карпош.
тоа е делот околу спортот. Друго? Еден куп други работи. Еден куп други работи. Да. Вака да те прашам. Ајде. Многу джентлменски настапуваш, нема хейтање, не ги спомнуваш твоите контракандидати од другите партии. Сметаш ли дека левица на ваков начин, со ваков дискурс како вашиот, може да направи промена, нели? Бидејќи, нели, ако го гледаш настапите на Апасиев, малце удира под појасот. Да. И со тоа предизвика огромен интерес на јавноста Апсолутно. и придонесе. Вие сте... И тоа е добро. И Тоа тоа е е негов стил. Тој е негов стил. И А ова е затоа ваш левица стил. е каде што е. Јас знам тако да бидам, меѓутоа, јас сега тие против кандидати не се тука за да им ги кажам работите во лице. Не, многу културно и многу цивилизирано од ваша Па, страна. да речеме дека е тоа мојот стил, можеби. Јас сутре имам, например, дебата со сите нив, веројатно сите ќе се појават. Имам јас работи кои што ќе им ги кажам, ама вака, тет а тет. Мене ми е пријатна атмосферата вака и да зборувам и за понеформални теми, и ово ми е прв јавен настап во живо. Така, мило ми е, окей, Да. и драго ми е што се чувствува, затоа што и мојот стил, па сепак емисијава Јади Бурек се вика, нели, и треба да биде понеформална, така што доста интересно, а ја па имав некоја среќа па и да ме препознаат луѓе многу различни и по карактер и по вокација и многу елоквентни, така што слушнав ретко многу. Беше за мене предизвик тројца да ги имам и то сите тројца од левица и не знаеш дали ќе влезе разговорот во монотонија. Пријатно сум И нели е изненаден од... супер. Не. И И Александар, многу сте и Веста се различни. прекрасни луѓе, да. За жал мене ми треба една цела емисија само со тебе Сигурно. на многу теми. Ќе дојдеме пак. Кажи ми- Околу нешто Само сакам да се сакам вратам да за те прашам левица. за Ајде. комерцијална банка. Аха. За комерцијална банка. Работиш таму. Аха. Комерцијална банка е прилично камерна една средина. Дали ти со својот партиски ангажман, кој веќе е јавен и така натаму, мислиш дека ќе чувствуваш притисок или ќе бидеш оставен джентлменски, буквално да правиш што сакаш, како сакаш, да мислиш ли дека би имал консеквенции на твоето работно место или толку си стручен и јак да никој ништо не ти може? Имам комплетна поддршка од колегиумот и од надредените, тоа е голема институција, стварно тоа се над 1000 плюс вработени. Имам голема поддршка од колегите, од менеджментот, од управата, значи ги Значи знаат. разговараше моите првин со нив пред да се кандидираш. разговарав, ги Така. известив. Така. Ги извести. Ги известив. Така. Меѓутоа најдов на комплетно разбирање и поддршка. Што значи кога си голем во својата струка, знаење и со силен човечки интегритет, Да. на крај, како те разбрав, и ги известив. Па да, сега... Не ги прашав, молим те, пушти ме, туку ги известив. Па нема да покажам карактер тогаш. Слушај, така. многу ми се свиѓа фраерски пристап. Дискверд носиш, морам да рекам. Шега Види на страна. вака, оној делот за левица. Левица е препознатлива преку Димитар и тоа е супер, меѓутоа левица се многу луѓе. Да. Левица има сериозен раст, тоа се препознава од парламентарните избори. Неподмитливи сме. Значи, не дрма ништо. Не коалицираме, ние си имаме наша борба, нашето време допрва доаѓа, има различни ликови. Јас сум овој, Хактан е тој, Бранко е тој, Јована, Сенада, Реđer. Крмов, да, Димитар, секој си има свој стил и тоа е супер и луѓето ќе го препознат. Сега е моментот на локални избори кога не гледаат. И ова нема да застане. Ја верувам во втор круг. Сакам што почесто да се појавам на телевизија, иако многу ми одзема од енергија и време, не сум јас професионалец како другиве политичари професионални, ама многу ми е пријатно денеска. И Не ќе се секири ке продолжам ти помине утре вече. и утре, и шести, и така. Сакам да ги поканам сите симпатизери и тие што не се одлучиле се уште за кого да го дадат свој глас, да не следат најмногу на Facebook,
да ни доаѓаат на нашите митинзи, кои што ќе се случуваат и во сабота ќе имаме на школка Перо Камиказа, ќе се представи со Андреј Јанков, кандидатот за центар. Ние ќе имаме на 5 на Делфина скверот во Влае исто митинг и така натаму. Димитриевич ќе си има своје, Весна и така натаму. Ќе правиме средби со граѓаните. Јас ќе одам од врата до врата, што се вика. Еден мој професор Даниел Гигоровски така ме научи во кампања. Ирски пристап. Да се видам со граѓаните и да дојдат во Тафталиче 2 на пазарчето во канцеларијата. Извини, го спомна Перо Камиказа, морам на крај, малце во контрадикторно со она што рековте, не коалицираме со никого. Перо Камиказа па кажа нешто сосема друго. Дека За кој за Шилегов. Добро, луѓето тоа го сватија премногу сериозно, а тоа беше шега. Во кампања нема шега пресериозно. Тоа е Перо треба да си ги учира. Го укоривте или? Перо Ќе дојде Перо има тука, своја, Перо има своја кампања, ние не можеме ни да се видиме меѓу себе само на отварањето на канцеларијата меѓу. Јас кога го кажам тоа, јас се насмеав, меѓутоа народот треба да биде сигурен и убеден. Ние нашите гласови не ги даваме на никој и не ги повикуваме нашите гласачи да ги дадат гласовите на никој, освен да си одат по сопствено убедување. Ние си имаме еден правец, еден курс и не застануваме од тоа. Дарко Ристовски, кандидат од Левица за општина Карпош. Благодарам што бевте гостини и што ја презентиравте. Многу им беше драго. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерова. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.